Правилниот избор на храна и начин на исхрана значи вложување во сопственото здравје и здравјето на најблиските. Затоа, што е органско производство на храна, што е органска храна и кои видови на храна може да се најдат на македонскиот пазар, разговарам со професор доктор Владимир Какоринов. Добар ден. Добар ден. Господине Какоринов, што всушност представува органско производство на храна? Што е всушност органската храна? Наједноставно кажано, органска храна е храна произведена без хемикалии, на природен начин, со природни состојки. Ако се подсетиме децени наназад, нашите баби и дедовци на тој начин во суштина произведувале, немале хемикали, немале вештачки ѓубрива и така натаму, така да производството на храна без никакви хемикалии и синтетски материи е органско производство или здраво производство на храна. Она што е важно за нас да се каже е дека имаме предуслови за органско производство на храна и дека веќе од 2009 година е регулирано производството на органска храна во Република Македонија. Каква е состојбата со органското производство во Македонија? Се развива, постојано се развива, има како и сите останати работи подеми и падови, додека не се најдат вистинските мерки и начини како да се напреди тоа производство. Така, например, ако земеме 100% да е процентот на органско производство во растителниот дел, околу 4% од тоа отпаѓа на овоштарство, но само 0,02% на градинарство. Ако ги земеме животните како органски производи, во тој случај 88% од органски сертифицираните припаѓаат на овци. Само околу 8% на говеда и 4% на кози. И вкупно, мислам дека се околу 12.000 пчелни семејства. Генерално земено гледате дека огромно производство припаѓа на овците, како животни, ако гледаме во животинскиот дел, што не е за чудење, бидејќи овците се пасат на пасишта далеку од урбаните центри и тие може да се смета за органски пасишта, иако се има процедура како се воспоставува, и за нив е поедноставно. Тука спаѓаат и пчелите. Додека од аспект на растително производство, за жал многу малку има од растителното овошје и зеленчук, а многу повеќе припаѓа на фуражни и житни култури, кои што може да се одгледуваат на места каде што нема индустрија. Кои органски производи се најзастапени на македонскиот пазар? Убедливо најзастапен е медот, органскиот мед, затоа што има 12.000 пчелни семејства веќе органски сертифицирани во Македонија. Останатите производи многу помалку. Не дека нема, има и органско јагне, како што кажавме, но за жал во Македонија многу тешко да се стигне до таков производ. Еве ни се ближи и Великден и ќе видиме како ќе биде ситуацијата со јагне за време на Великден, посебно со органското јагне. Ви им благодарам за разговорот.